Тамара Марковска е во Скопски Карпош и известува за текот на гласањето. Тамара, моравме да те прекинеме заради пресконференцијата на Државната изборна комисија. Рече дека гласањето таму тече без проблеми. Така, Марија, па како што можев да забележам, овде сум нешто повеќе од половина час, нема никакви проблеми, голем број граѓани дојдоа да гласаат. Ние исто така до Тринава посетивме други основни училишта овде во општина Карпош и во општина Центар, каде што граѓаните имаат можност да бира за градоначалник на општината и за градоначалник на град Скопје. Во тие општини беше мојот колега Сутер Трајков кој ни подготви прилог за тоа и сега може да го погледнеме. Мирно и без проблеми на избирачките места во вториот круг од локалните избори во општините Центар и Карпош, кои што ги посети Телма од утрово до пладне. Според председателите на избирачките одбори, на избирачкото место 2830 во основното училиште 11 октомври во Центар и на гласачкото место 2614 во училиштето Братство во Карпош, гласањето започнало навреме во 7 часот и немале никакви проблеми во неговиот тек. Избирачкото место беше отворено точно во 7 саатот. Се иде нормално, по нормален тек, немаме до сега никаков проблем. Околу 15 до 11, излезеноста беше околу 11,5%. Од вкупно колку гласачи на вашето избирачко место? Од купно 795 гласачи. Навреме стигна гласачкиот материјал? Се навреме го подигнавме вчера са бајле гласачкиот материјал, како што е по упатствата, постапивме, го уредивме гласачкото место, така да се тече по нормален редослед и по нормален ред. Граѓаните кои ги затекнавме на избирачките места очекуваат способни градоначалници и советници во општините што ќе го исполнат ветеното, да изградат нови улици и бргу да го исчистат ѓубрето низ Скопје, а некои од граѓаните немаат големи очекувања од кандидатите. Искрено немам некои многу големи очекувања од нив. Зошто? Па не знам, не ми се свијаат кандидатите. Се што ви тие очекуваме да исполнат. Се надеваме дека овој пат ќе биде така. Да се направи многу и ова нечистотија што стана све да очистат. Не да чекаат по 4 месеци за многу кратко време, све да нема. Мажор мало да го средат. Што значи тоа конкретно? Тоа конкретно да се изгради, да се улици, згради, тие работи што треба све. Оти за никаде. На вториот круг од локалните избори право на глас имаат 1.013.375 гласачи, а од нив 474.304 се во Скопје. За градоначалници се гласа во 32 општини и во градот Скопје. Екипите на телевизија Телма уште од рано утринава од самото отварање на гласачките места се на терен и ги посетивме сите места оние 4 скопски општини каде што се бира градоначалник. Во прилогот кој што измина можевме да слушнеме како течело гласањето во општина Центар и во општина Карпош. А исто така ги посетивме општините Аеродром и Шуто Резари. Во Шуто Резари забележавме дека има три гласачки липчиња каде што граѓаните може да изберат градоначалник на општината, градоначалник на град Скопје и советници. Таму беше мојата колешка Марија Куцева, го слушаме нејзиниот прилог. Утрово раздвижено во скопската населба Шуто Резари. Граѓаните во голем број излегоа да го искористат своето загарантирано демократско право. На гласачките места во основното училиште 26 јули, жителите на оваа скопска општина гласаа на 3 избирачки ливчиња за градоначалник на општината. Бираа градоначалник на град Скопје, но имаше и прегласување за советници, бидејќи гласањето во првиот круг беше поништено поради констатирани нерегуларности. Гласачките места беа отворени навреме точно во 7 часот и гласањето утрово течеше без проблеми. Каква е излезноста до сега? Па до сега процентуално 1,60 е. 1,60, па очекуваме негде околу 2 часот да биде поголема, затоа што луѓето сепак се уште спијат, недела е и така одмараат. Пред самиот крај дали изборниот материјал е добија навреме? Да, секако, еден ден пред од ДИК ни ги доставуваат и ние вчера ги
Ги доставивме до сите училници на 36 места. Граѓаните кои утринава излегува да гласаат порачаа дека од градоначалникот на кого му ја дале својата доверба по изборите, очекуваат да ги исполни ветувањата дадени во предизборната кампања. Дали го остваривте своето право на глас? Да, го оствари моето право. Се случивте со проблем при лична идентификација или се беше во најнормален ред? Беше у реду, се на најнормален ред. Добро беше. И гужва нема се ваѓало. И што очекувате по изборите? Очекуваме да се подобри сега. Други луѓе, други млади луѓе ќе успеат нешто да направат за сите, за цела Македонија. Да. Се случивте со некаков проблем при гласањето? Не, се сиде регуларно. И што очекувате по изборниот ден? Па, очекуваме нешто подобро да биде. Тоа. Благодарам. Дали вие го остваривте своето гласачко? Да, заедно сме со мажме. Заедно. Кажете ми што очекувате вие по изборниот ден? Да биде мирно, во ред, промена малце, редовно автобуси, ѓубрето да биде чистено, ред да има шоторизари. Тоа сакаме да биде. Да. Дали може би се случивте со некаков проблем при лична? Немаше никаков проблем. Дадовме гласот, како ќе биде, нека биде. Дали го остваривте своето право на глас? Да, до сега не сум промашила. Дали може? Тоа е граѓанско право и мислам дека секој треба да излезе и да гласа. Граѓаните своето избирачко место можат да го проверат со внесување на нивниот матичен број на веб страната на ДИК. Доколку пак се соочат со било каква повреда на избирачкото право, можат да пријават на бесплатната телефонска линија кај Народниот правобранител. До 19 часот граѓаните ќе имаат можност да избираат градоначалници во 32 општини и во град Скопје.